Нека А е еднаков на x минус y плюс 2, b е еднаков на 2x плюс y минус 3 и c е еднаков на 3x минус y минус 7. Се определи вредноста на А плюс b минус c. За да решиме оваа задача, замислете дека со А ни е представена картата А, со изразот Б ни е представена некоја карта Б, а со изразот С некоја карта С. Ние треба да ја пресметаме вредноста која што е комбинација од трите карти А плюс Б минус С. За таа цел, наместото да ја запишуваме вредноста на картата А, пишеме во заграда x минус y плюс 2 плюс наместото од Б картата Б и наместото од С картата С. Сега прво треба да се ослободиме од заградите, така што бидејќи пред првата заграда имаме плюс, тоа значи дека ги препишуваме членовите во заградата. Истото го правиме и од втората заграда, но бидејќи имаме минус пред третата заграда, улогата на минусот е да ги промени знаците на сите членови во заградата. Тоа е исто како да помножуваме со минус единица. Па ќе добиеме минус 3x плюс 3y плюс 1. Нареден чекор е да ги сведиме сличните мономи. За таа цел бараме x-от и 2x со знакот пред него и минус 3x. Потоа со друга боја y минус y плюс y и плюс 3y и на крајот броевите 2 минус 3 плюс 7. X-от и 2x права 3x и минус 3x е 0, значи x-от се губи, минус y плюс y прават 0 затоа што се спротивни и останува само плюс 3y, плюсот може да стои, но и не мора. И конечно ни останаа броевите 2 минус 3 плюс 1, 2 плюс 1, 3 минус 3, 0. Значи решението на првиот израз е 3y. Сега за да го решиме вториот израз постапуваме на сличен начин. На местото од картата А, во заграда го запишуваме изразот x минус y плюс 2 минус картата Б 2x плюс y минус 3 и минус картата С 3x минус y минус 1. Нареден чекор е да се ослободиме од заградите. Во првата заграда пред неа има плюс, затоа ги припишуваме само членовите. Пред втората имаме минус, тоа значи исто како да е минус 1, па се сменуваат знаците. Минус x, минус y, плюс 3, истото се случува и во третата заграда, ќе имаме минус 3x, плюс y, плюс 1, затоа што множиме со минус 1. Сега да ги бараме сличните. X, минус 2x и минус 3x. Ќе добиеме минус 7 и минус 3, тоа значи минус 4x. Имаме минус y, уште еден минус y и плюс y. Знаеме дека минус y и плюс y се спротивни мономи, па се кратат, останува минус y и броевите, тоа е 2 и 3, 5 и 1, 6. Значи имаме плюс 6. За третиот израз со карти имаме дека тоа е изразот А минус Б минус С. Решиме на тој начин што ќе ги замениме вредностите на картите. Првата карта А беше x минус y плюс 2 минус картата Б беше 2x плюс y минус 3 и минус картата С, која што беше 3x минус y минус 7. Пред првата заграда имаме единица и позитивен број, па само ги препишуваме членовите. Пред втората заграда имаме минус, па само ги менуваме знаците. Истото го правиме и во третата заграда. Нареден чекор е да бараме слични мономи или членови. X-от со минус 2x и минус 3x, тоа ќе добиеме
минус х, минус 3, значи минус 4х, потоа y-ите, минус y, и минус y, минус 2y, и плюс y, значи ќе биде минус y и броевите 2 и 3, 5 и едното 6. На тој начин ја добивме вредноста и на третата карта. За последната карта имаме 3 пати по картата А плюс Б минус 2 пати по картата С. Сега имаме 3 по вредноста на картата А, Х минус Y плюс 2. Имаме плюс картата Б, 2х плюс Y минус 3. Имаме минус 2 пати по картата С. Това е 3х минус Y минус 7. Бидејќи пред првата заграда имаме тројка, во овој случај тројката ќе ги помножи сите елементи од заградата, па ќе добиеме 3х минус 3y плюс 6, бидејќи пред втората заграда имаме плюс 7, тоа значи само ќе ги препишиме елементите од заградата, а бидејќи пред третата заграда имаме минус 2, ќе си помножиме со него, но бидејќи имаме минус, ќе внимаваме, минусот ќе ги промени знаците, па ќе добиеме минус 6х плюс 2y и плюс 2. Нареден чекор ги определиме сличните мономи. 3х и 2х се 5, минус 6, значи ќе добиеме минус 1х. Потоа имаме минус 3y, плюс y е минус 2, плюс 2 ќе добиеме 0, значи вредностите на овие изрази се поништуваат. Добиваме 0 и на крајот имаме 6, минус 3 е 3, плюс 2 е 5. Односно, решението можеме да го запишеме минус х плюс 5.